Поседивме како ја слават русите прочка, односно нивната масленица. Баба масленица или незиното палење практично го символизира испраќањето во заборав на последните маслени денови пред постот. Значи, со палењето на баба масленица завршуваат масните денови, јадењето на масна храна и почнува великденскиот пост кој што трае 7 недели. Се слави и кај други славенски народи, леко и нашите домаќини од Свети Николе. Нема да ги спомнам, под различни имења во Полска и во Чешка, но и во другите славенски земји. Во вториот дел од емисијата сакам да кажам нешто повеќе за аналогиите кои што ги имаме со овој празник прочка, но и другите пролетни чествувања кои следуваат во првиот пролетен месец. Тоа ќе го сторим низ изкажувањето на некои од нашите млади домаќини, но и со моје искажување на крајот на емисијата и моје видување, затоа што јас особено љубам да зборувам за врските меѓу древните и денешните македонци. Дел од овие чествувања црквата не ги признава како дел од христијанството, меѓутоа тоа се традиции, обичаи, верувања кои што останале и се чествуваат со милениуми. Не можеме туку така да ги исфрлиме на крај, тие се и доказ за врските со нашите древни предци. Ке почнам со господинот Никола Ристевски, млад истражувач од Свети Николе, соработник на Институтот за култура и уметност при Славенскиот универзитет во Свети Николе и автор на книгата Имагинариум. Ќе замолам режијата да го пушти снимениот материјал, да видиме како на овие работи гледа господинот Ристевски. Се наоѓаме во градот Свети Никола. Не случајно го нарекувам Свети Никола, бидејќи единствениот град во Македонија кој што го носи името на светецот, заштитник на градот. Разговараме со господинот Никола Ристевски, млад изражувач од Свети Николе, автор на книгата Имагинариум. Поводот за ова гостување во Свети Николе и гостувањето во емисијата Мајка на светот на господинот Ристевски е празникот Прочка, за кој што ќе го замолиме да ни каже нешто за неговото значење, но би сакале, како телевизија кој што ги гаи древните македонски корени, да каже нешто повеќе за врските и чествувањата на древните македонци. Да видиме дали ние имаме нешто што влечеме во обичаите од древното минато. Тој има нешто напишано во својата книга, ќе го замолиме да ни каже нешто повеќе. Му даваме збор. Здраво живо. Ви благодарам што ни посетивте. Оваа сабота во градот на Свети Никола ќе се одржи масленица или руска прочка, ден пред нашата прочка или велики поклади. Пред да одиме на градскиот плоштад, се наоѓаме во големиот амфитеатар на организаторот на таа прослава, Меѓународниот славенски универзитет Гаврило Романовиќ Државин, кој што работи во Свети Никола и во Битола. Повеќе години, секоја година, откако работи универзитетот, се прославува руската прочка или масленица, со традиционално палење на куклата, настап на македонски пејачи и музички групи, но и на руски вокален ансамбл. Како што знаеме, самиот празник Прочка има своје минато и традиција во сите словенски народи. Но ние тоа го имаме уште од нашите древни предци. Зашто станува збор? Ова е всушност сегашното празнување на Свети Трифун, па Прочка, па сите овие празници кои што следуваат, се само увод во големите мистерии на Дион или Дионис, кои што се во периодот на пролетната рамнаденица. Во денешно време, ова е последната седмица од мрсните денови пред големите великденски пости
и периодот кога се простува, односно денот, прочка, кога се бара прочка од вишата сила, од Бога, и кога си бараме прочка еден од друг. За жал, луѓето имаме заборавено дека она што не одржува во животот и ни ја враќа виталноста и ни обновува животната енергија, всушност е разбирањето на нештото во онаква вистинска смисла без дуалноста, значи на вистина какви што се, нивно потполно прифаќање, примање со љубов и простување на нештата кои што не повредиле или пак барање прошка за нештата со кои што сме наштетили на некому или пак сме повредиле некому, свесно или не. Освестувањето на сопствените грешки ни прави полесно да можеме да ги надминеме последиците од истите. Во древна Македонија, ова е бил периодот кога младите воини се подготвувале за да влезат во фалангата. Ова бил периодот кога се последните подготовки за Ксантика, а ова е периодот кога и ден денес си ги плетеме мартинките за да си ги врземе на раците на 1 март. Во мојата книга Имагинариум, трет текст е Баба Марта, трет текст затоа што март е трет месец. Ви прочитам на кратко мал увод во текстот. Нашата баба Марта и обичајот да се плетат црвено-бели мартинки за плодност, здравје, среќа и против уроци се адет останат од древни времиња. Црвеното како символ на земјата, белото на небесата, се преплетуваат конци за да се испратат молитви, како кон небото, така и кон земјата. Верувањето е дека треба да се носат до крајот на месецот или додека оној што ја носи не види штрк. Простојно на прочка, преку баба Марта, до младенци, Лазарова сабота, па светото благовештение, зачнувањето на девата од Светиот Дух, за да го роди на Божик 9 месеци подоцна, па цветници, па се до Великден, црвено, бело, здраво и живо, за убаво. Сепак ние луѓето немаме доволно развиена свест за јасно да го почувствуваме космичкиот вселенскиот баланс и значењето на пролетната рамноденица, затоа што поради гравитацијата ние не можеме да разбереме големата платонска година, која што доаѓа на секои 25.776 човечки години. Затоа во неколку култури е зачувано преданието дека на рамноденица дури и јајцето можело да стои мирно исправено без да паѓа. Зашто станува збор? Старата Ксантика е периодот на прославувањето на Дион, односно на пролетната рамноденица, кога денот и ноќта се еднакви. Денешната прочка не подсетува на древното помирување со нештата онакви какви што се и барање помош од животната енергија и од природата за со обновена сила и со доволно волја за работа се влезе во пролетта, се насади земјата, се обработува за да може да се издржи годината. Да ве прашам нешто. Се чествува и во други земји овој празник. Меѓутоа, што зборуваат изворите за овој празник? За кој народ и за која држава се врзуваат во минатото? Денес го слават бугарите, романците, молдавците. Народи и држави кои што не постоева во антиката. Што зборуваат изворите за празнувањето на Дури и нашите богомили го празнуваат месецот Му, она на сонцето, што е пак слично со нашиот Март или Мај или големата мајка, нели, или Деметра, мајка и на Персефон. За Ксантика. Така? Ксант е првиот месец во древномакедонскиот календар, денес март. Македонската нова година почнувала на 21 март. Токму затоа сега си ги простуваме гревовите. Нешто за изворот. На кој народ може да му се припише? Вие пишувате во книгата. Споменувате и неколку автори. Вака. Преданијата низ целиот свет говорат како старите богомили со календар од 10 месеци го празнувале денот на пролета во месецот Мар, чиј символ бил Му, односно сонцето. Во Иран, исто како и кај нашите турци дервиши, се слави Султан Неврус, празник со длабоки корени во софизмот. Од древна Персија па до ден денес. Неврус значи буквално нов ден, па така нивната нова година почува на пролетната рамноденица. Во Ирска, денот на Свети Патрик, символот на земјата, се слави во истото време, митолошки представено преку приказната како Свети Патрик ги избракал змиите од Ирска. Во Русија се уште постои фолклорната реминисценција на празникот Масленица.
символ за враќањето на светлината и топлината, приближно славен 7 седмици пред Великден, последни мрсни денови пред постење. Многу од годишните богови на минатото, Атис, Адонис, Озирис, Дионис се раѓаат и умираат секоја година. Секој од овие син на Креаторот и жена обичен смртник. Народите кои што ги славеле, во некои случаи со принесување на жртви, биле спасувани од овие божества, кои всушност ја представувале вегетацијата што умира секоја есен, за да се роди одново на пролет. Римјаните славеле Цс, Кибела. Овој период содржи празници посветени на сите досега забележани божици мајки, Аштарта, Изис, Изида, Афродита и така натаму. Божицата се појавувала расцутена преку листовите на дрвјата, садењето на новата сезона, парењето на птиците, преку раѓањето на млади животни. Меѓу луѓето ово е време за садење. Така народот бил сигурен дека животот продолжил. Едно од 7 светски чуда, храмот на Артемида во Ефес, посветен токму на истата женска енергија на создавањето, бил запален од некој лудак, точно на денот кога се родил Александар, синот на Филип и Олимпија. На главната пирамида на Маите во Чиченица, Мексико, има 4 низи скалила кои што се протегаат од врвот до дното на лицата на пирамидата. Скалите се биле изградени по совршено прецизен нагол, така што точно во моментот на рамноденицата да изгледаат како огромна змија која што се спушта удолу по пирамидата. Евреите го напуштаат Египет, преминуваат море на Пасха во месец Нисан, месец Ксантика. Клетвата за да умрат првородените и празниците за подготовка на Пасхата започнуваат кога преку Мојсија им било наредено да заколат и изедат јагне, а потоа да ги напрскаат влезните врати и така натаму. Тога започнува и Ксантика во нивниот календар Нисан, првиот месец. Символиката и на Пасхата е прочистувањето, одењето од во куќата под наводници од врв до дно. Истите символи ги имаме и во елевсинските мистерии, каде што владетелот на подземјето Ат ја мами Персефона преку реката со 6 зрна од калинка. Подкако мајка и Деметра се договорила со господарот на подземјето, било решено таа да поминува пола од годината во Адот, а пола на земја, за да може земјата да дава плод. Во мистериите на Дион или Бакус исто така имало празнување на пролетната рамноденица, како што кажав големите мистерии на Дион. Рамноденицата ја гледаме во мистичните антички преданија на секаде исто, символ на новото, токму почнато ново време. Од овој извадок од текстот Баба Марта од мојата книга Имагинариум може ви прочитав како народите ширум светот, кои сака да знае повеќе за овие работи, може да го прочита Джеймс Фрейзер, например, како го ја славеле пролет. Она што е важно е дека многу од древните автори го спомнуваат и како древните македонци ја празнувале пролет, односно новата година. Во древниот македонски соларно-лунарен календар го има месецот Ксантика. За празнувањето на деновите на пролет најстарен наведен извор е Хесихиос од 6 век пред нашата ера, кој што ни пренел дека Ксантика била славена од луѓето кои што живееле на север од Олимп, и тоа празнување било воздигнато од силни емоции што биле тешко разбирливи за останатиот антички свет. Диодор Сицилиски во 4 глава од својата 18-та книга пишува за присутните закони на Филип и Александар и за месецот Ксантика. Александар Македонски тргнал во големиот поход кон Азија токму на Ксантика. Македонската фаланга пред секој поход имала ритуал исти како славењето на пролетта со додадени мистички символики кои потсетувале на древниот бог Македон за прочистување на армијата. За ова пишува за месецот Ксантик дури и во Стариот Завет во втората книга Макавејска. Професорите Тендов и Бошевски, според нивното дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета, велат дека рамноденицата е пресликана преку денешниот празник Младенци, односно символика на бракот на небесните татко и мајка. Големиот македонски автор Ташко Велчев во своето дело Орфеј Горпеј се обидува да оживее мит за богот Македон и Ксантија. Професорката Ангелина Маркус издаде книга Ксантика, древно македонско празнување. Паскал Камбуровски напиша: празнувањето на Ксантика се одвиело цел месец. Ксантика се славела спонтано, со невиден ентузијазам како празник на пролета, цвеќињата, убавината и надежите, а првенствено како празник на душите. Македонците верувале дека во овој период се случува измивање на душите и простување на гревовите и така натаму. Со силата која што доаѓа со пролета, односно сонцето, можноста одново да си ја садиме земјата за таа подоцна да ни даде плод, всушност се манифестира вечната вселенска љубов на универзумот кон човекот и кон планетата каде што живее земјата. Со нашето почитување на овој празник и на висшата сила која не одржува во живот,
природата која што ни дава храна, ние би можеле да се приврземе кон таа вечна енергија и со љубов да влеземе во пролетта за да си ја започнеме новата година токму онака како што доликува, односно така како што ја започнувале нашите древни предци, древните македонци, прастарите пајонци и останатите стари народи кои што живееле на оваа територија, а и кои новата година ја славиле токму на пролет. Пред секоја нова година си ги простувале гревовите токму како што ние денес правиме на нашата прочка. Благодарам. Да сме живи и здрави. Црвено-бело. За жива и здрава Македонија. Токму така. Поздравот стар, древно македонски е живо здраво. Да сме живи Поздравот и здрави. меѓу долните и горните македонци, за да ни биде вечна татковината. Благодарам. Сполајте.